Почитувани граѓани, за да поминат непречено локалните интереси во сите општини, власта на ВМРО-ДПМН прави невиден преседан. Замислете, ќе можат да се менуваат урбанистички планови со поддршка од само 1/3 од бројот на советниците. Тоа го предвидуваат измените на Законот за просторно и урбанистичко планирање. Член 39 став 9 предвидува, цитирам: урбанистичкиот план се смета дека е донесен доколку за одлуката за донесување на урбанистичкиот план гласале најмалку 1/3 од вкупниот број на членови во Советот на општината, општините во градот Скопје, односно градот Скопје. Во ниту еден правен систем не е возможно да се донесе урбанистички план со 1/3 гласови од вкупниот број на советници во советите на општините. Ништо нема да значи мнозинската волја, ако останатите 2/3 од советниците гласале против. Ова е спротивно и на член 62 од Законот за локална самоуправа на Република Македонија, кој предвидува дека прописите во Советот се носат со мнозинство гласови од вкупниот број на членови на Советот на општината. Со овој потек, ВМРО-ДПМН ќе може своеволно, со 1/3 гласови, например во општина Центар, да го менува урбанистичкиот план, иако граѓаните на општината јасно и гласно ја дадоа довербата за политиките на Социјалдемократскиот сојуз и коалицијата. Ова де факто представува упад во работењето на општините, што се раководени од Социјалдемократскиот сојуз и коалицијата и непочитување на уставно загарантираниот принцип на мнозинско одлучување. Што е следно? Можеби како се ближи денот на паѓањето на оваа власт, ќе донесат закон со кој што и владата ќе можат да ја изберат со 1/3 од пратениците во Собранието на Република Македонија. Социјалдемократскиот сојуз бара итно повлекување на планираните скандалозни измени во Законот за просторно и урбанистичко планирање. Благодарам.